Благодарам, почитувани колеги, почитувана колешке Русина. На ваш терен сум. Вие сте човек кој можеби така ги познава повеќе од другите овој сектор. Меѓутоа би сакал да одговорам и на неколку ваши прашања кои ги поставивте во однос на и своји констатации кои ги донесувате, што сметам дека не се точни. Ќе оставиме на увид на јавноста да си го кажат своето мислење. Меѓутоа би сакал претходно да кажам дека предложениот закон е реформски закон кој е со намера да ги подобри работите во овој сектор, со намера Македонија да влезе што побрзо во ЕУ и да влезе во НАТО. Во тој дел како политичка партија и коалиција стоиме и се надеваме дека треба заеднички да ги донесуваме овие работи. Односно, предложениот закон за Агенцијата за национална безбедност е со цел воспоставување на модел на реформа на безбедносно-разузнавачкиот систем во Република Македонија, со кој управата на безбедност и контрразузнавање нема повеќе да биде орган во состав на Министерството за внатрешни работи. Односно, ќе основа Агенција за национална безбедност со цел заштита на националната безбедност на државата, односно независноста, суверенитетот, уставното уредување, основните слободи и право на човекот и граѓанинот, гарантирани со Уставот на Република Македонија, како и други работи од интерес на националната безбедност на државата. Меѓутоа не би се сложил со некои работи кај вас како да ние постоиме од сега. До 25 години не правевме ништо. Бевте дел, вашата политичка партија дел од ова власт, бевме и ние за многу реформски закони и кога бевме власт заедно ги донесувавме, како и сега. Така да не можеме да амнестираме едните од другите. Доколку ние, како Македонија, како македонци, како граѓани на Македонија, како политички партии сме направиле грешка, меѓутоа ме загрижува фактот, бидејќи рековте тука во една реченица, многу неодговорени прашања по овој текст. Подготвеност, дали имаме подготвеност за вистинска реформа, каде што и вие на некој начин, мислам дека се сомневате дали е ова вистинската реформа. Тука е прашањето, дали ние впрочем со овој реформи, со овие закони ќе го направиме тоа што треба да го направиме. И дали треба понатаму да градиме, и дали можеби брзаме за целата работа. Дали можеби мораше во овој момент тоа да се реши и да се најде начин тоа да се направи малку и подоцна, да се седне уште малку да се поразговара. Иако им честитам и на двата тима кои на некој начин дадоа свој прилог и интерес да се реши ова. Седна и се разговара. И можеби и тоа е најважниот дел. Седнавме и разговаравме и најдовме некој решение. Можеби не е идеалното, меѓутоа седнавме и разговаравме во тој дел. Само да не заборавите, сакам да ве потсетам. 5 години партиципирате во власт. Од 2015 како техничка влада и до сега, значи 5 години партиципирате, сега имате 2 години власт. Не може да се амнестирате во тој дел. И за една прашање, уште на крај, бидејќи многу прашања поставивте, кратко е времето да одговорам во однос на партениците. Сметам дека треба да има. Не е незаконски, не е. Ви благодарам. На некој начин отсесуваат, бидејќи ние и како комисија и како пратеници сме контрола на работењето на тие служби за безбедност. И мислам дека од тука треба изошто да има контрола, односно не. Ви благодарам. Зошто и тие луѓе на некој начин не се дел кога ќе се прави избор на тие луѓе. Мораме да почнеме да се веруваме, почитувани колеги. Благодарам.